Само без скршнување. Расказ од Ефраим Кишон. Едно предвечерие, минатата недела, пред вратите на нашиот стан се појави суштество кое наскоро доби очигледни контури на полицаец. Тој ми врачи покана следното утро во 8 часот да се појавам во најблиската полициска станица. Жена ми ја разгледа поканата и пребледе. Зошто те повикуваа толку итно? Праша. Што си направил? Ништо, и одговорив. Жена ми прашално ме погледна. Не смееш да одиш сам. Земи со себе адвокат. Зошто? Не поставувај толку глупави прашања, за да имаш покрај себе некој доколку западнеш во неволја. Фактот што мојата жена првпат во животот го употреби зборот доколку, дејствуваше врз мене длабоко деморализаторски. Уште истата вечер го посетив доктор Јонатан Шај Шајнкрагер, далеку прочуен правник кој важи за еден од највештите адвокати во нашата земја. Шај Шајнкрагер бараше детално да му го објаснам случајот, размислуваше одредено време и потоа ми соопшти дека е подготвен да ја презеде мојата одбрана. Ги потпишав потребните документи, кои веднаш станаа полноважни и растоварен си заминав дома. Следното утро со тешко срце се простив од својата брачна другарка и во придружба на адвокатот се упатив во полициската станица. Дежурниот полициски наредник, еден мустаклес млад човек, не прими пријателски. Прелета со поглед низ поканата што Шај Шајнкрагер му ја врачи, без многу заобиколување посегна по фиоката и ја извлече кожната актовка што ја загубив пред неколку недели. Ја најдовме вашата чанта, господине Кишон, рече со победоносна насмевка. Еве ја. Ви благодарам многу, го ценам вашиот труд. Посегнав по чантата и се подготвував да заминам. Но правев сметка без адвокат. Многу трогателно, рече Шај Шајнкрагер и саркастично ги напрчи усните. Дали смеам, господине инспекторе, да се прашам од каде знаете дека станува збор токму за чантата на мојот клиент? Наредникот добронамерно се насмеа. Во чантата најдовме сметка од сервисот за перење алишта на име на господинот. И не ви падна на ум, продолжи Шај Шајнкрагер, дека би можела да биде собственост на сервисот? Чантата е моја, го убедував адвокатот. Веднаш ја препознав според дамките од јогурт на десната страна. Ве молам, не се мешајте во нејасен случај, ми приговори Шај Шајнкрагер. Господине инспекторе, ве молам да направите протокол. Каков протокол? Земете ја чантата и одете. Навистина, би требало да одиме, се согласив. Тука веќе немаме што да бараме. Мојот адвокат се доближи до прозорецот, ги прекрсти рацете на грбот и се загледа надвор. По околу 1 минута се сврте. Јас ќе ви кажам што треба да направите, господа. Треба да се испита содржината на чантата. Молк. Шај Шајнкрагер секако беше во право. Како можев да бидам толку глупав и тоа претходно да не ми падне на ум? Тука повторно се гледа разликата меѓу лаикот и образованиот познавач на материјата. Епа, тогаш ќе отвориме, воздигна наредникот и посегна по чантата. Протестирам. Шај Шајнкрагер како тигар се фрли на чантата. Спорниот објект секако мора да се отвори во присуство на овластен сведок. Со јасно видливи знаци на самосовладување, наредникот го замрси својот мустаќ и тргна по колегата. Кога влегоа, двајцата беа малку зацрвенети од лутина. Господине Кишон, го почна со слушувањето мојот адвокат. Дали сакате, ве молам, да составите список на предмети кои, колку што се сеќавате, ја сочинувале содржината на оваа чанта? Со задоволство, одговорив, но не можам да се сетам. Уште подобро, рече наредникот и повторно се обиде да ја отвори чантата. Мојот адвокат повторно го спречи. Признавањето на мојот клиент дека не може да ја реконструира содржината на актовката, правно не значи дека актовката во времето кога ја загубил не содржала вредни предмети. Погледите што на тоа ми ги упатија двајцата наредници, ни со најголема волја не би можеле да се наречат љубезни. Шај Шајнкрагер се чини на тоа веќе се навикнал. Без да им обрне внимание, ме повлече настрана.
Ве молам, од сега немојте да прозборите ни збор, а претходно да не ме прашате, ми наложи строго. Потоа со сувопарен, но јасен стручен јазик почна да диктира протокол. Врз основа на доброволно дадената изјава на мојот клиент, при тоа ни најмалку не прејудицирајќи ги неговите права како единствен законски собственик на спорниот наведен предмет, со ова се утврдува дека мојот клиент, бидејќи не се сеќава во целост, не може да ги даде должните податоци за содржината на актовката, што во времето на составувањето на овој протокол се наоѓаше во полициската станица во која протоколот е направен, а дежурниот орган по знаење и совест ја припишува пред неколку дена најдената актовка, за која станува збор во собственост на мојот клиент и... Само момент, го прекина наредникот и стана за од соседната соба да го доведе инспекторот. И пред инспекторот да може со зборови да го искаже своето негодување, Шај Шајнкрагер му се представи и го замоли во оваа непријатна ситуација да биде чесен и објективен. Тогаш уште еднаш ми се обрати. По службена должност морам да ве предупредам дека од сега секој збор што ќе го употребите може да биде употребен против вас. Го прашав дали морам да положам заклетва, но тој ме смири. Толку далеку се уште немаме стигнато. Откако сите присутни го потпишаа протоколот, Шај Шајнкрагер објасни гласно и полека. Мојот клиент се согласува спорниот најден предмет да се отвори. Инспекторот ја протна раката во актовката и извади молив. Господине Кишон, праша мојот адвокат остро нагласувајќи го секој слог, дали ова е ваш молив? Го погледнав моливот. Беше кус и истрошен, целосно обичен. Како денес би можел да го знам тоа? Во очите на Шај Шајнкрагер блесна свет пламен. Господа, сега е најважно да се задржи ладнокрвноста. Господине Кишон, дали целосно сте сигурен дека овој алат за пишување не можете да го препознаете како составен дел од приборот за пишување што постојано го употребувате? Веќе ви реков дека не можам. Тогаш барам веднаш да се повика заповедникот на квартот. Заповедникот на квартот? Се запени инспекторот. А зошто ако смеам да прашам? Смееше да праша. Секое прашање му беше добре дојдено на мојот адвокат, зашто на секое имаше одговор. Овој пат одговорот гласеше: Господине инспекторе, ако така наречениот чесен пронаоѓач ставил во оваа актовка молив кој не му припаѓа на мојот клиент, тогаш исто така можело од неа да извади некој повеќе вреден предмет. По некое време се појави заповедникот на квартот и веќе на вратата запрепастено подскокна. Боже, Шај Шајнкрагер, вие сте тука! Зарем повторно? Ова не се случува. И ни овој пат мојот адвокат не се поколеба и понатаму рамнодушно чекореше лево, десно. По некое време се исправи пред заповедникот на квартот. Гласот му звучеше важно. Со ова, во името на својот клиент подигнувам тужба против пронаоѓачот на оваа актовка и тоа, пода, заради противзаконска употреба на прибор за пишување собственост на мојот клиент и под Б, заради можно присвојување на предмети од пронајдената актовка. Дали тоа треба да значи, се закани заповедникот на квартот, дека вие предпоставувате оти станува збор за кражба? Секако. Мојот клиент со доволно сигурност верува дека во врска со актовката чиј собственик е тој, е извршена кражба во неодредени размери. Убаво, застенка заповедникот на квартот. Која пронајдет проклетава актовка? Наредникот зловолно буричкаше низ документите. Дежурниот полицаец, завчера попладне. Зарем сакате полицаец да обвините за кражба? Ме праша заповедникот на квартот. Не одговарајте. Шај Шајнкрагер ми скокна и ми ја затвори устата. Ни збор. Тие сакаат да ви наместат стапица. Ги познавам нивните трикови. Господине заповеднику на квартот, продолжи тој официјално, кон она што е веќе кажано немаме што да додадеме. Понатамошните изјави ќе ги дадеме само пред надлежен суд. Како сакате? Вам се надевам ви е јасно дека пред малку навредливо обвинивте јавен службеник. Вложувам приговор.
завреска Шај Шајнкрагер. Ова речи си е уцена. Уцена! И заповедникот на квартот нагло го подигна гласот. Вие навредувате униформиран полицаец на должност. Параграф 18 од казнениот закон. Приговор. Се повикувам на додатокот број 47 на прописот за должностите и правата на органите на јавната сигурност, службен вестник број 317. За тоа ќе реши надлежниот суд, вресна заповедникот на квартот и се сврти кон мене. Во името на законот, вие сте уапсен. Шај Шајнкрагер ме испрати до ќелијата. Главата горе, рече. Не ви можат ништо. Немаат докази против вас. А ние ќе ја докажеме вината на полицаецот и ако треба, ќе бараме налог за апсење на министерот за внатрешни работи. Потоа нека ни објасни зошто не го уапсиле честниот пронаоѓач. Спите добро, ќе ја информирам вашата жена. Потоа се прости од мене со цврст стисок на раката, полн со утеха. Тука ништо не помага. Најдобриот пријател на осамениот затвореник е неговиот адвокат. Можам да бидам среќен што мојот адвокат има толку брилијантен ум. Може би дури ќе издействува да ме пуштат со кауција.